почитувани гледачи, здраво живи и добродојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Супер Звездички, како сте? Добри! Денеска сме сите весели и среќни, веќе повторно не сме на училиште, но иако не ни се погоди некој убав и сончев ден, иако надвор е малку врнежливо денеска, јас ви ветувам прекрасна и убава емисија. Ние на 15 на минути од градот Скопје дојдовме на едно специјално место кое што се вика како Скопски аеродром. Денеска сме гости на Скопскиот аеродром, кое што го носи името како Александар Велики. Александар Велики. Денеска сме гости на Скопскиот аеродром, но овој пат нема да одиме директно кај авионите, тоа го сторивме пред 5 години во една многу интересна емисија која што снимивме тогаш. Денеска ќе бидеме гости на едно многу интересно место. Овие батковци, чичковци и тетки кои што работат овдека им се домаќини на сите овие луѓе кои што ги водат авионите. Еве во овој момент го гледаме и авионот кој што ни дојде од Чешка, Czech Airlines. Инаку, ние се наоѓаме во контролната зграда, ова е зградата која што е повеќе позната како контрола на летање или поточно фирмата која што носи наслов МНАФ. Ете сега, дечки, овдека ќе бидеме специјални гости, ние, а и сите оние кои што денеска ќе не гледаат, во следните 60 минути останете заедно со Супер Звезда, бидејќи ви ветуваме нешто сосема лудо и сосема незаборавно. Ајде бакнеш да им пратиме на сите што не гледаат и да им кажеме дека се гледаме веднаш после рекламите. Чао! Прекрасен, весел, ведар амбиент овдека во контролата за летање, почитувани гледачи. Останете со нас, Супер Звезда ќе ви приреди една луда и незаборавна емисија. Веднаш каде мене се наоѓа господинот Иван. Повеќе може да кажеме дека е Батко Иван. Добре ни дојде во Супер Звезда. Иван, како си? Добро сум, добро ни дојдете вие во контролата на летање. Јас ви благодарам за тоа што ни излеговте во пресред и денеска ќе ни овозможите не само суперзвездичките, него и сите наши гледачи кои што имаат голем интерес за вашата работа, да дзирнат онака и да фрлиме едно око каде вие работите, што вие работите, колку луѓе работите овде и какви ви се условите во кои што работите. Кажете ми пред се, што представува вашата професија? Што значи контролор на летање? Каде поточно значи дојдовме и кои луѓе ќе ги запознаеме денеска? Поточно дојдовте во зградата, како што реков, на контролата на летање. Нашата фирма се вика МНАФ, скратено од Македонски навигации. Тука поточно на 3 различни позиции ги водиме авионите, конкретно горе на кулата, кај што ќе видиме после, ги полетуваме авионите до одредено ниво или ги слетуваме во завршната фаза на летот. Ние обично немаме представа колку авиони во текот на денот има кај вас, значи постои ли голем авиосообраќај во нашата држава? Бројките се отприлика дневно околу 50 на комерцијални операции. На тоа ни се додадени уште зависно денот 30 до 40 па и до 50 некомерцијални операции. Мислам еден лет, една операција. Комерцијалните се авиокомпаниите, што ги знаеме веќе, не сега премалку слета Czech Airlines, другите се Austrian, Malev, Skywings и да не наведуваме другите. Некомерцијални се, значи, хеликоптери на војска, на полиција, спортските авиации што летаат на спортските аеродроми. Вашата работа и нив да ги наведувате? Така, точно. Значи, бројката од прилика, да кажеме, 40, 50, 60 купно полетување и слетување во денот. Значи, сега зборам за одделението што се вика Скопје Терминал. Тоа се состои од 2 сектора. Првото е горе на Кула, второто е во областната сала, што се вика Approach секторот. Ќе го покажеме после. На Approach секторот, контролорите на летање ги водат авионите. После полетување до излез на границите на тој сектор, еве да кажеме до излез од Македонија, до одредена висина. И ги наведуваат на слетување, се додека не ги предадат на контролорот на Кула. Реков до одредена висина, на таа висина се наоѓа секторот областна контрола на летање, Скопје ACC. Тоа го водат дечките на следните 1 или 2 сектора, во зависност со обраќањето. Значи, и тие дечки, значи
секторот областна контрола на летање, тие ги водат прелетите, односно авионите што прелетуваат над нашата држава. Значи, дојдовме во една многу сериозна институција и поточно на едно многу интересно место, така ли? Така. Дозволено е овде кај вас да доаѓаат деца? Па еве како што гледате, дозволено. А друг пат доаѓале ли групи на деца? Не, за нова година организираме Дедо Мраз. Имаме една поголема просторија, сала за состаноци. Чиве така, ќе правиме фестивал некогаш, договорено? Договорено. Одлично, ме интересира и овако што почетокот на нашата емисија да кажеме колку луѓе работите овде. Па ако можеш да го видиш распоредот таму. Позад има еден голем распоред, да? Значи, поголем е вака од мене, можам да кажам, значи многу голем. Октомври кај што пишува, вработени сме околу 100 контролори или помошници контролори на летање, кои што сме распоредени во повеќе смени. Значи, утринска, пладневна и ноќна се во тек на денот, па со ротирање од прилика околу 2-13 луѓе во денот се во една смена. Односно, имаме законска рамка во која што еден контролор не смее да работи повеќе од 136 часови на месечно ниво, што би се рекло од прилика 16 до 20 денови во месецот. Ајде да почнеме да правиме да ни станува многу интересно и нас и на нашите гледачи. Дечки, сакате ли авиони? Да. Вистински сакате авиони? Да. Патувал ли некој од вас некогаш со авион? Да. И како беше во авионот, кажете? Убаво. Да, убаво. Што правевте внатре? Внатре ви даваа пиење, јадење, пуштаа филмови? Да. Шета едни згодни тетки што ги викаат стюардеси? Дојде пилотот да направи да пукне со сите, а? Нема такви пилоти од пред некој известно време, но сепак она што се случува во авионот е една приказна, но сепак за удобен и безбеден лет тука се грижи контролата за летање, батко Иван и другарите со кои што работат заедно овдека во оваа прекрасна институција која денеска дојдовме да ја посетиме. Останете со нас, почитувани гледачи, ние ќе направиме кратка пауза, а веднаш од овде батко Иван каде се сели? Во областната контрола на летање. Ајде да видиме што чудо е тоа. Останете со нас. Журката почнува, драги гледачи. Се наоѓаме на местото на настанот, значи оваа просторија каде што дојдовме, Иван, се вика како? Оваа просторија се вика областната сала во контролата на летање. Значи, од овде ние авионите не може да ги видиме со око, туку ги гледаме каде? Ги гледаме на мониторите на радарските слики, како за вас нестручно кажано мали коцкички. Како мали коцкички. Вакви работи до сега, што може да го видиме овде, почитувани гледачи, сме гледале најчесто на какви филмови? На амерички филмови, нели? Такви, негде кај што има Space Shuttle, негде кај што има некои аеродроми во странство што ги покажуваат некои тајни шпиунски мисии. Стварно морам да кажам дека има многу техника, некои многу софистицирани компјутери. Значи сите овие монитори кои што ги гледаме компјутери се поврзани значи со радарот. Вашиот кој што го има тука и некои други радари? Со повеќето примаат слика од повеќе радарски глави, да ги кажам. Едната е горе над кулата кај нас, другата е на едно брдо, ќе ја покажеме во близина, Близина, на така. аеродромот Скопје. Ќе ја покажеме кога ќе се качиме на кулата. Исто така примаме радарска слика од Охридскиот радар. Исто така примаме од Бугарскиот радар, што е на планината Витоша, и од Солунскиот радар до одредена висина. Значи имаме покривање од 5 радари. Тоа значи да ако случајно некоја од радарските глави откаже, ние континуирано си добиваме радарска слика, односно авионите си ги гледаме без никаков проблем. Радарот може значи да фати објект од колкава големина и сега тоа е интересно да се каже. Параглайдер може ли да се фати со радар? Радарот работи на принцип, праќа информација нагоре, која таа информација ќе праќа сигнал, која ќе удри во нешто, горе има само авиони, која ќе удри сигналот во авионот, враќа повратна информација и на сликата ние добиваме тој авион, на која висина е, со која брзина се движи и кој тип на авион е врз база на пилотот што ни ја дава таа информација. Еве и за децата да знаат, вистина ли е дека постојат и невидливи авиони?
вистина е, ако не го вклучат уредот во авионот кој што Така. ни дозволува да го гледаме, тоа се вика транспондер, постојат и невидливи авиони. По колку колеги во колку смени работат? Работиме од прилика по 3-14, да кажеме, колеги во една смена. Имаме утринска, пладневна и ноќна смена, значи по 8 сати една смена и колегите рамномерно се поделени на неколку сектори. Значи, моментално се доаѓаме во областната сала, која што е составена од неколку работни позиции. Да почнем од позицијата шеф на смена, кој што ја координира целата дневна работа во смената. Оваа позиција тука е на помошник на контролот на летање, кој што помага многу во работата на областниот контрол на летање, прима флайт планови и ги дистрибуира во нивните компјутери, да кажем, на нивните монитори. Таа позиција approach контролата на летање, која што после полетување од кулата ги прифаќа авионите и ги води до излез од неговите од границите, поточно до излез од границите на Македонија и до одредена висина. Кога ќе поминат одредена висина, approach контролорот ги предава авионите на областната контрола на летање. Тоа се И овие двајца батковци овде кои неуморно работат? така. Покрај тие авиони, тие ги водат и прелетите над Македонија, односно едно авионче што ќе влезе од Грција во Македонија го пренесуваат до влезот во Србија или ако влезе од Албанија го пренесуваат на кај Бугарија и имаме така повеќе воздушни патишта. Колку воздушни патишта, ја сакам да прашам, ги има над Македонија, гледаме овде дека разни линии, исто како колите што се движат по одредени патишта, исто и за авионите си постојат коридори? Така, мора да се движат по одредени воздушни патишта, значи не смее хаотично. Тие патишта може да се види на мапата колку ги имаме на број. Еве мапата овде кај горе се гледа, значи па имаме доста патишта, не е малку и раскрсница има овде. Кога оваа санка со плави стрипчина ќе биде зголемена, значи кој ќе има повеќе авиончиња, шефот на смена отвара уште еден сектор, односно седнуваат уште додатни двајца контролери на летање, за да не се зголеми оптовареноста на работата на контролерот на летање. Вашата надлежност е исклучиво само за оние авиони, значи кои што се над територијата на Македонија, без разлика дали ќе слетаат или само ќе прелетаат преку Македонија. Така. Секоја држава си има надлежност за сопствената територија. Нашата, значи, надлежност е исклучиво во, така се вика стручно, ФИРОД, Скопје, Flight Information Region, Скопје. Дали вие може да му забраните на некој авион да прелета над Македонија? Точно така може, доколку нема пополнет уреден флайт план, може да му забраниме. Не се случило, мислам, такво нешто, али имаме таква ингеренција, односно шефот на смена да забрани влез за одреден авион на територијата на Република Македонија. Така, значи, што правиме доколку има ли ваква ситуација, некогаш да е лошо времето, до толку многу да во последните моменти се расипе и едноставно не е пожелно да слета авионот на овој аеродром. Дали вие му давате тогаш инструкции како да најде друг аеродром во близина? Така, секој авион, поточно секој пилот пред полетување од било кој аеродром во Европа прибира информации за временските услови конкретно за нашиот аеродром, пошто нели сака тука да слети. Доколку му се добри, полетува без никаков проблем. Доколку му се сомнителни, може тој пилот да почека известно време да прибере нова информација. Најчесто полетуваат со надеж дека ќе слетат без никакви проблеми. Се случува често, доколку временските услови се сложени, пилотот ќе дојде на слетување, меѓутоа на околу 2 километри пред пистата да реши да не слетува, односно го подига авионот нагоре, прави едно кругче, ние тоа го викаме, може би ќе отиде во холдинг или во процедура за промашено слетување и носи одлука. Ми кажува, сакам да слетам, сакам да пробам уште еднаш или се враќам на алтернативниот аеродром. Благодарам, ајде да ги прашам дечките, деца ви се допаѓали овде? Да. Ти се допаѓали овде, би работел ли ти тука? Да. Некој ќе пораснеш, сакаш ли овде ти да им кажеш на авионите, ти доаѓај, ти слетувај, ти не слетувај, ти почекај малку. А, тебе ти се допаѓа? Да. Да, стварно интересно ли е овде? Да.
Да видам што ќе кажете овде женски, бе. Женски како ви се допаѓаат? Добра. Има ли некој прашање што би сакал да го постави? Не. Батко Јован е тука, има многу прашања кои што јас ги имам во глава, вас не ви текнува ниту едно? Не. Не ви текнува сега за сега? Сакате ли вие кога ќе пораснете да работите овде? Да. А овдека значи можат да работат и батковци и дадички, така како што Можете и да видите. Така, значи ова е работа и за едни и за други и овдека се живее убаво, значи има еден прекрасен убав работен колектив каде што јас дознав некои работи и сега ќе прашам дали е тоа точно. Дали е точно значи дека вие во вашата работа подеднакво работите, но и подеднакво имате обврска да одмарате. Така. Значи, например, на овие две позиции тука на областна и на проч позицијата, не сме работното време да биде подолго од 2 часа. Значи, после тие 2 часа следува одмор, зависно од колку луѓе сме во смена, меѓутоа најчесто сме доволно и 2 часа работиш, па 1 сат, например, има пауза, седиме во собата за одмор, каде што ја снимивте најавата, па уште сат и пол или 2 часа работа и така во текнат на 8 сати се собираат 5 и пол, може и 6 часа работа на еден контролор на летење. Јас и супер звездите сме љубители на одмарање, на уживање, на така. Како вие се одмарате овде, може ли вака да не доловите малку? Може, како не. Во собота за одмор си имаме телевизор, кабловска телевизија. Гледате супер звезда од време на време? Точно. А играте ли игри, например, рака на компјутер, дозволено ли е тоа? Така, во собота за одмор имаме компјутер со интернет конекција, кој е слободен може да се седне до него. До собота за одмор имаме уште едно сопче за одмор, каде што ние PlayStation-от, таму си играме фудбал, се тепаме текен. Супер. Меѓутоа, тоа е само во слободното време. Така, инаку, значи, 2 часа се работи, 2 часа се одмара и се така додека не ни истече работното време од 8 часа. По 8 часа ли е целосно работно време? Така, 8 часа е работното, сега 2 часа се работи, па сат и пол да кажеме се одмара, зависно од луѓето, али у принцип се собираат 5 и пол до 6 часа работа во 8 часови работното време. Исто така е и во пладневната смена и во ноќната смена. Во ноќната смена нема спиење, значи тогаш се работи и контролорите на летање мора да дојдат одморени и спремни за ноќната работа. Ама пак се игра текен и пак се игра фудбал. Во слободното време. Супер. Ај сега да ве прашам, ви се допаѓа ли оваа работа, дечки? Да. Мислите ли дека е лесна оваа работа? Да. Да, дали е батко Иван лесна оваа работа која што работите овде? Зошто е значи дозволено да се игра и зошто имате задолжителна обврска за одмор? Значи толку многу компјутери се измислија, толку многу компјутерите напреднаа, но сепак овдека човечкиот фактор е задолжителен. Значи кај вас се зависи од човекот. Све зависи од човекот, како што кажа, човечкиот фактор е многу важен. Работата ни е лесна затоа што сме долго време подготвувани за да седнеме да работиме на овие работни позиции. Во кратки црти, за да еден контролор седне самостојно да работи на одредена работна позиција, треба да помине, па грубо вака кажано, период од 1,5 до 2 години обука на различни места. Почнувајќи од странски школски сертифициран центар, продолжувајќи до во нашиот симулатор и на крај да заврши на овие работни позиции под надзор на инструктор. После секоја од овие фази следува испити, теоретски и практични. Значи не е воопшто лесно да се помине процесот на учење за да може да се заврши, а тешки ли се испитите на крај? Може ли значи секој тоа со леснотија да го положи или не е баш така? Испитите теоретски се кој ќе научи ќе положи, значи теоријата е таа, ја знаеме сите, значи треба да се прочита и значи лесни се, може. Но што правиме со праксата? Со праксата зависи до инструкторот. Со добри инструктори многу брзо излагаат добри контролори, а фала Богу ние имаме само добри инструктори. И после крајното полагање излагаат контролори на летање кои што може самостојно да се пуштат во големиот број на конфликти. Што се случуваат секојдневно. Значи, има ли интересни ситуации во текот на денот или во текот на месецот или годината? Се случуваат ли некакви проблеми во некој авион, па да дојави пилотот дека не знам, нешто има тама горе? Така, ретко, фала Богу, ретко се случуваат и такви несакани ситуации.
Ние ги викаме тие невообичаени ситуации и секој контролор знае да се справи со таква ситуација. За таа цел на секој 2 години ние имаме курсеви за обновување на знаењето, рефрешер курсеви, кои што ги правиме во некои од надворешните во европските школски центри. И во тие рефрешер курсеви секој контролор изработува по 10 симулаторски вежби, од кои што 4, 5 до 6 се со тие невообичаени ситуации. Значи секој контролор на минимум 2 години одвежбува или изработува во вистински сообраќај 6 или повеќе такви ситуации. Благодарам за сите овие прекрасни информации. Ајде сега, сакате ли да направиме малку пауза, а веднаш потоа ќе се вратиме овдека во разговор со вработените во контролата на летање. Правиме пауза, драги гледачи. Контролата за летање имаме еден специјален гостин денеска, поточно тоа е домаќин овдека, ние сме гости, здраво живо за Бранкица, кој е заменик контролор, така ли? Добро ни дојдовте, јас сум Бранкица, заменик контролор на летање или популарно кажано во рамките на оваа фирма Fly Data. Ви благодарам, Бранкица, што одвоивте време вака за супер звездите. Може ли да ни кажете во што се состои вашата работа како заменик? Fly Data се, пред малку кажав, значи човекот во сенка. Немаме директен контакт со воздухоплови на фреквенција, меѓутоа сме задолжени за се да биде регуларно во поглед на флайт планови кои што мора да ги испрати претходно, спомна мојот колега, секој воздухоплов кој влегува во нашиот воздух, значи во нашиот простор. Тука има грешки, тука има недоследности, ние сме тука, значи сето тоа да го исправиме. Координираме со соседните центри Софија, Тирана, Србија, Бугарија, Грција. И гледаме се да биде во ред за колегите од радаристите да немаат никакви проблеми, оперативно се да тече мазно. Малку вака визуелно да им објасниме начињата, значи зошто пред се постоите вие, бидејќи авионите горе немаат патокази, нема автопат по кој се движат, значи тие апсолутно не знаат каде одат. Кога би биле сами на себе, сепак има тие апаратури, технологија 21 век, меѓутоа ние сме патоказ. Ви давате, значи, насока каде треба да се движат и доколку има, значи, некоја ситуација да ги пренасочите на едно или на друго место. Така е, си има и предетерминирани, значи, висини и точки на кои што ги примаме воздухопловите од соседните центри. Доколку нормално се јава 2 или повеќе на иста рута, на иста висина, тука е контролорот интервенира, ева можете и да видите. Во моментов имаме една интервенција, се случува заедно со вашите колеги, значи, му се даваат инструкции на пилотот. Така е. Тоа е радаристот, значи од десната страна, колегата Боби. Ние сега не е убаво да разговараме со нив, бидејќи тие имаат сериозна работна обврска во моментот и животите на сите тие патници и авионите се во нивни раце, така да затоа разговараме со вас, а можеме вака од страна да ги гледаме како работат и што работат. Имаат комуникација со секој авион што доаѓа и што си оди од земјата? Апсолутно мора, секој кој што ќе, значи 3 минути, 5 минути пред граница се врши трансфер од соседниот, значи, воздушен простор на наша фреквенција. Мора да се има контакт со секој авион, доколку контакт не се оствари, не дај Боже, тоа се ретки случаи, се интервенира соодветно. Ме интересира кои се благодетите на вашата работа. Сега кажавме дека е тешко, кажавме дека е одговорна работа, дека бара апсолутно голем степен на концентрација, па затоа ги имате оние паузи во работното време, нормално за да може човек да се одмори. Кои се благодетите и убавините на вашата работа? Убавините, освен тоа што сме еден среќен голем колектив, кај што може да се види по нас, па има повеќе. Лично можам да кажам, многу е добро што немаме од понеделник до петок административно работно време. Дома работа не носиме. Авионите? Има приватно авионче. Така, авионите си остануваат тука? Да, авионите си остануваат тука. 3:30 попладне си одиме дома, тоа е тоа. До наредната смена си имаме месечен распоред. Некој од прилика 18-20 работни дена во неделата, со тоа што одиме во 3 смени и ноќни смени. Напорни ли се ноќните смени, е вака едно прашање? Па би рекла, зависи каков биоритам имаш. Сени е прифатливо, после ноќна смена понекогаш знаеме да отидеме и на чорба.
Колку убаво, па викнете следно одење. Кој станува рано е сега кога ќе дојдат деца во прашање кога ќе дојдат, веќе работите се менуваат малку, ама се сноѓаме пак со помош на колегите. Уживате ли во сето тоа што го правите овде и во времето кој го минувате на работа? Па нели се гледа по нас. Се гледа, да, сите сте насмејани, весели и срекни, да. Супер, има ли некој прашање што би сакал да праша Бранкица, да? Има некој прашање, дечки? Нема? Толку ги потрошивме сите прашања? Сакате Бранкица да праша ваш нешто? А? Да, има некој утре што е расположен да работи тоа што таа го работи денеска овде, да? Јас да прашам, обично сите имаат жилби како мали, сакам да бидам учителка, нели доктор, не е важно адвокат. Дали некој сака да биде контролор на летање? Ајде да видиме кој утре сака да работи вака и да биде контролор на летање, а? Имаме расположени? Еве, имаме двајца. Браво. И уште двајца. Колку веќе желби се изроди овде, петорица, готово, да сте живи и здрави дечиња. Значи кажаме дека не е лесно да се достигне до едно вакво ниво, да се стане контролор на летање, дека бара многу учење. Имаме такви школи овдека или се почнува од странство? Мора да се почне од странство, кај нас си уште нема, не постои. Јас лично сум школувана во Eurocontrol институт во Луксембург. Има значи во Бугарија, има во Белград, има во Прага, Малме. Ги има по Европа, кај нас уште не. А и не е лошо да се прошета надвор од Македонија, нели? Така, јас ви благодарам за ова прекрасно интервју и за сите работи кои што ни ги кажавте. Ви благодарам, се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика. Фала ви што ни бевте домашни. Повелето повторно, тука мора шефот да ви даде официјална покана. Да, морам да ги пофалам сите вработени овде, вклучително и шефот, да кажам дека запознавме многу прекрасни батковци и дадички овде, но со овој дел не завршува нашата емисија. Од овде се селиме на едно исто така многу интересно место. Ќе одиме сега кај кулата, местото од каде што вистински може да ги видиме авионите. А на теја Бранкица ти посакам се најдобро и се гледаме во следна прилика. Добар пробат на кула, се гледаме. Се гледаме. Чао. Одиме на кула. Дечки, кај отиде авионот, бе? Него полета, леле, лудо, значи, авионот кој ни дојде преска од Чешка, еве го сега си замени, имаме шанса еве да видиме директно, специјално, ексклузивно за Супер Звезда, како се случи тоа чудо. Ова можеме да го видиме затоа што се наоѓаме во еден многу прекрасен амбиент овде, се наоѓаме каде во кулата, во зградата на контролата за летање. Еве сега батко Иван е тука во близина, работат заедно со другиот батко Иван, кој е негов колега, кој што во моментов го спроведува полетувањето на авионот и значи сега се во негови раце. Батко Иван, значи еве јас дадов една најава каде сме, што сме, да кажеме за нашите гледачи, се наоѓаме значи во контролната кула. Се наоѓаме на кулата Скопје, баш во овој момент полета CSA Czech Airlines. Колегата Иван што туку го предаде на контролорот во областната сала на approach секторот, каде што тој ќе го преземе. Сега ќе го води до надвор од границите на Македонија. Да му кажеме, батко Иван, здраво, живо и добре дојде во Супер Звезда. Иван, како сте, добри ли? Добри сме, супер, добре дојдовте кај нас на работа. Да кажам дека за разлика од вашите колеги ви имате подобар поглед овде. Па да, освен што сега малку врне, нели, иначе кога е сончево е прекрасно да се работи овде, затоа што имаме поглед кој што е не секој дневен. Поглед кој што е 360 степени, се гледа буквално се на сите страни, значи вакво нешто, почитувани гледачи, јас прв пат гледам. Дечки, како се чувствувате тука? Добро. Ви се допаѓа ли ова? Да. Каде ви се допаѓа? Долу кај што сме или овде повеќе? Овде.
значи овде остануваме и правиме журка. Батко Иван, напорно ли е да се работи овде како што вие го работите? Па морам да кажам дека е одговорна работата, со тоа што е одговорна и напорна. Меѓутоа се наоѓаме, затоа сме млади. Уште од млади години се почнува со работава, така да не е толку напорно сепак. Гледаме меѓу другото дека имате и двоглед, овде кај вас е еден од инструментите за кои што работите, значи и двоглед. Кој што ни помага за да наблюдуваме од блиску писта, авионите кои што слетуваат и полетуваат, доколку има потреба. Нели, еве, овој период е сега кога птиците од кај нас се преселуваат во потоплите краишта, така да мораме будно да следиме ситуацијата дали птиците се на писта, која што е недозволена работа. Ако има птици не може да дојдат авионите да слетат. Во тој случај ние значи ги наблюдуваме тие работи и ако има такво нешто, праќаме одредени служби кои што ги тргаат, ги бркаат, ги замолуваат некако да се трнат малку за да слета авионот, па понатаму да си тераат работа на каѓук. На аеродромот Схипол во Холандија, значи во Амстердам, кај што живеев известно време, Шипол, да, на тој аеродром има едно место од каде што може да се наблюдуваат активностите, значи полетувањето, слетувањето на авионите. Јас ги имам видено тие служби кои што ги растеруваат птиците. Тоа се едни чичковци кои што користат едни налик на кратки лоџиски пушки со некое полнење кое што нема убојна моќ, така значи птиците се и понатаму здрави живи, но само ги плашат за да отидат и да побегнат. Може ли птица да направи проблем? И каков проблем може да направи? Како не, може секако доколку влезе во моторот на авионот, може да дојде до отказ на тој мотор и тоа е таа една од невообичаените ситуации што ги спомнавме доле во областната сала. И во тој случај најчесто доколку е на полетување, пилотот решава да се врати, да се слета повторно на пистата, до него отклони проблемот. Иначе кај нас за растерување на птиците мислам дека постои возило кое што пушта одредени звуци. Тоа возило оди по пистата, поготово во вакви периоди кои има зголемена концентрација на птици, на јато птици и обично пред полетување има потреба да извози по пистата, да ги разбрка за да може авионот да се шмугне и да полети. Ако ептен имате проблем со птици, некогаш ако ептен многу птици, ја имам па деца од Суперзвезда, можам да ви ги пуштам, све ќе избркаат и птици, и кучиња, и мачиња, ништо нема да остане. Ние кои ќе викнеме да пееме и да играме, ќе направиме овде. Страшило ќе ставиме на пистата и Така, значи не е само вашата грижа, значи околу авионите да дојдат и да заминат, туку безбедно да дојдат и безбедно да заминат. Еве од оваа страна може да видиме дека имаме еден воен хеликоптер токму позади нашиот камераман се наоѓа еден воен хеликоптер. Кажавме дека вие ги наведувате и полициските и воените воздухопловни, значи летала? така да, обично кога е убаво времето, од вторник па до петок добиваме воени планови за летање. Тука доаѓа воен координатор и претежно летаат воените хеликоптери. Имаме неколку зони на територијата на Република Македонија каде што оперираат, а исто може да летаат по маршрута низ цела Македонија. Од градче до градче ни кажува кој момент каде се наоѓа, за да можеме да му дадеме информација доколку таму пролета некој друг авионче, за да можат успешно да се разминат. Значи, како што реков, од вторник до петок можно е да има вакви комерцијални авиони во денот едно 20-тина, а само хеликоптери да бидат 30-40 па и до 50 операции. Многу подобро. Значи, како и да е, апсолутно има многу активности кои што се случуваат овде за аеродромот и сите ние кои што живееме во град, апсолутно немаме ни представа што све се случува, бидејќи ние ќе видиме можеби еден или два авиона високо на небото, но сите тие кои да се, откади да се, дали прелетуваат или доаѓаат овде, вие ги гледате апсолутно. Одмараат ли вашите колеги? Работате тие по 2 часа одмараат? Исто како што реков за контролорите доле во областната сала и контролорите тука што работат на Кула. Имаат исто работно време. На Кула може да се работи максимум и до 3 часа, пошто има поубав поглед. Така и се ужива овде, вистинско уживање, јас мислам да се работи. Не секо доле што сме ограничени на мониторчиња, само да ги пратим авионите. Тука е многу, ова е моето прво работно место и најубавото. Секогаш кога ќе си дојдете овде ви враќа прекрасни спомени, да враќа во времето.
Точно, поточно процедура ние секоја сабајле си се качуваме тука на кафенце си пиеме. Така, да го осетите филингот, амбиентот и атмосферата, нели, да се видат авионите во живо, вака малку ај контакт да се оствари со нив и да ни трне денот на убаво, така ли? Така. Еве сега би сакал вашиот колега да го прашам доколку има време. Господин Иван, вака да покажеме за нашите гледачи, значи што гледате вие овде, ке исто имате некои радари, што чудо се овие? Таа слика која што е генерално за сите контролори во Скопје, контролната кула и областната контрола, значи таа е единствена слика на авионите што се наоѓаат на територијата на Република Македонија. Конкретно сега моментално имаме обележано со зелена боја името на воздухопловот, тоа е Малев, значи од Будимпешта, кој што треба да слета кај нас. Може да погледам дали е тоа овој авион кој што доаѓа. Така е, тоа е тој авион и од Лјубљана ни доаѓа друг Адрија, кој што се уште го очекуваме позади, значи после тој од Будимпешта да слета на овој аеродром. Значи, тие со зелено кои што ги гледаме, еве го Лјубљана баш во овој момент и од другата страна Малев, тие доаѓаат овдека. А белите авиони кои што се Белите се само прелети и туку што полетани, значи ете чешкиот се уште го гледаме кој што сега туку што поминува преку границата. А другите се белите точки кои што се на авиони кои што се под контрола на другите сектори, другите контролори, што ги водат и тие прелетуваат преку државата. Може ли само да дојдеме на кратко овде да може и гледачите да ја видат и да кажеме ова е радиостаницата по која вие разговарате со, претпоставувам, со пилотите кои што се наоѓаат во авионите, не? Од каде разговарате со нив? Ова е нашето работно место, ова е, значи, се вика на англиски Strip Progress Board, значи табла каде што ги ставаме нашите стрипови хартиени, кај што се сите битни информации за секој воздухоплов кој што доаѓа и полетува и кој што треба да полетува и така натаму. Значи тоа се бројки. Овде се прави редот. Така, тука се прави редот, тоа е за наша помош. Секако ние треба таа слика да имаме и во памет, значи ментална слика треба да имаме на сето тоа што се случува овде како испомош. Значи наша исто и таа е како сликата радарска, е како помошно средство некоја. Ова е микрофонот кој што ги слуша нашите гласови, ние зборуваме со пилотите на официјален англиски јазик, значи како што е секаде во светот. Имаме часовник кој што е универзален, значи овој часовник покажува сега дека е 12:32 точно, значи и тука, и во Токио, и во Њујорк, и секаде е 12:30. Тоа е тој часовник, тоа е она централно Да, така. Гринич, претпоставувам дека е. Не, така по Гринич. И тука имаме значи еден уред кој што емитува преку нели радио предаватели, нашата фреквенција која што ја емитуваме ја слушаат сите пилоти. Еве во овој момент, значи, Иван има повик од авионот и мора веднаш да одговори и тоа е, значи, работа која што бара будност, нон-стоп, така да, значи, овде нема време нити за дружење, нити за пиење кафе, нити за разговори по мобилен, смејавачите вработени да разговараат, например, на мобилен или строго се забранува? Не е строго забрането, али секој си одговорен дека е на работно место, како што рече, нема кафе, нема играње, телефони, Додека се работи. така, А потоа има све. нормално. Но Сите кефови одеднаш. Зашто најчесто се разговара со пилотите кои што се во авионите баш од овде, од овој дел од контролната кула? така, немаме многу некој разговор со пилотите, тука имаме точно пропишана фразеологија, која што ја знаеме ние како контролори и ја знаат и пилотите. Значи нема здраво живо, како сте, поздравете дома, дали сте добри жената, детето? Не, значи се прават Многу ред. строго контролирани разговори. Така, точно пропишана фразеологија од возење на полетно-слетните патики до полетување, па до предавање на соседните сектори, е точно пропишана фразеологија, која што би требало да се придржуваме и ние пилотите и да не скршнуваме многу лево десно од неа. Така, има една многу интересна работа во целата оваа ваша работа, тоа е што вие разговарате со луѓе и ги наведувате авионите, тие доаѓаат овде, пилотите излегуваат, а вие воопшто не се ни сретнувате со нив. Така ли е? Точно така. Многу ретко колеги наши контролери на летање се знаат со понекој пилот, ама тоа се знаат од приватно. Дали се запознаат некаде, да, така. пријатели. Иначе немаме никаков контакт, немаме ни обврска да се знаеме со нив. Така
Сега еве дојде авионот на Малев, брзо дојдеме да ги пречекаме, да ги поздравиме, да им отвориме врата. Добре ни дојдовте, повелете. Значи за тоа си е задолжена аеродромската служба, си има сосема друга, а вашата овде стриктно да си дојдат и да се земе. Значи морам Иван да кажам дека стварно многу интересни работи се случуваат овде кај вас. Јас вистински уживам. Се надевам дека уживаат и супер звездите, потполно исто колку што уживате и вие во вашата работа. А сега имаме еден авион, тоа е авионот на Austrian Airlines, ако не се лажам. Airlines за Виена и веднаш позади него доаѓа на слетување Малев од Будимпешта. Значи, Austrian ќе полета сега за неполни 30 на секунди и Малев за 3,5 минути, негде 4 минути веќе ќе биде слетен. а ја гледаме и дека Turkish Airlines се подготвува, почти да ни гледа, че може да видите, значи, каква организација, каква раздвиженост во моментов има овдека на Скопскиот аеродром и еве. Значи, Austrian Airlines, авионот кој што чека на почетокот на пистата за полетување, во моментов бара дозвола и ја добива, да, clear for takeoff, тоа е значи дека е дозвола за полетување и еве чекаме сега да видиме на кој начин и како ќе полета авионот. Значи, пилотите прават чек, значи проверка на Ги прават допред да побараат дозвола за полетување. имаат една листа, одат по листата, едно по едно. Побара дозвола за полетување, значи е спремен. Ете го и Малев се јавува. Еве сега се јавува Малев, не контактира во истиот момент додека Austrian Airlines полетува и почитувани гледачи, гледаме значи какво чудо има во моментов. Иван колегата ќе почека да се тргне, односно да полета Austrian, значи пистата да биде слободна, целосно слободна, па потоа на Малев да му даде дозвола за слетување. Така, еве го. Со дозволата на слетување се даваат податоци за состојбата на писта, како што се гледа во моментов е влажна од дождот, и податоци за ветерот. Еве го. Austrian Airlines полета, нека имаат пријатен, мирен и прекрасен лет. Одат директно во Виена, нека ни ги поздрават нашите пријателчиња таму. А ние сега го чекаме авионот од Малев, кој што се најави, кој што има уште една минута да дојде овде. Иван, мора да кажам дека авионите се убави кога човек се вози со нив, но и кога ги гледа. Значи прекрасни се, вака и да е човек натре, а и голем мерак се за око. Еве се имаме еден специјален кейф во моментот, значи гледаме нешто невидено. Еве во Супер Звезда можеме директно во живо да видиме пренос како слетува авионот на Малев. Сега во моментов слетува авионот на Малев, а таму таксира Turkish Airlines, ќе почека да слета Малев, да излезе од пистата и веднаш ќе добие одобрение за полетување. Ево гледаме, значи овој фасцинантен момент, почитувани гледачи, е моментот кога авионот на Малев ќе ја допре пистата. Гледајте значи како изгледа тоа. Очекуваме да се крене прашина од она вода која што во моментов ја има на аеродромот и еве да видиме, да, како што кажав, како што предпоставив, така и е. Еве го авионот на Малев конечно слета. Со која брзина од прилика слетуваат авионите овдека? Слетуваат од прилика со 150 чворови, тоа се нашите Мерни единици, мерни да. единици за брзина, тоа е множиме по 1,85, од прилика со брзина од 250 км на час. Слетуваат. Ето, прекрасно е, значи јас морам да кажам дека поминав лудо и незаборавно и би сакал од се срце, од моето име и од името на Супер Звезда да ви заблагодарам за она што ни го возможните денеска, да бидеме ваши специјални гости и ви благодарам што одвоивте време и што помогнавте за едуцирање на нашата најмлада популација во поглед на вашите задачи, обврски, а и поготово како се станува контрол на летање. Исто и мене ми беше мило што може да бидам ваш домаќин, исто како и на моите колеги што зема улога во вашата емисија. Повелете и друг пат. Се надевам пред крај на оваа емисија да кажам дека на некои од дечињата кои што во моментот не гледаат дека ќе им се разгори желба еден ден кога ќе пораснат да станат контролори на летање и да може да работат една прекрасна и убава работа како што работите ви и сите ваши колеги со кои што денеска се дружев. Да се надеваме дека ќе добијат таква желба и секако кога ќе дојдат тука ќе има кој да ги обучи, да ги научи да станат врвни контролори на летање, впрочем како што ги видовте колегите денес. Еве гледаме авионот на Turkish Airlines заминува во овој момент, а со тоа заминуваме и ние, почитувани гледачи, бидете поздравени.
Бидете живи и здрави, слушајте ги мама и тато, гледајте Супер Звезда и секој пат кога ќе бидете некаде во некој авион, некаде низ светот, мислете на тоа дека едни вакви прекрасни батковци и дадички во секој момент будно ве следат каде сте и што правите. Фала ти уште еднаш, Иван, да си ми жив и здрав. Ти благодарам на тебе и на вашата институција што не прими. Се гледаме во некоја следна прилика. Пријатно. Фала, чао, чао, до гледање, драги. Чао.